Ајде да видиме што велат надлежните во моментов. Емисијата ја започнуваме со гостување веднаш, вклучување на Skype и тоа на директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов го имаме ова утро. Не проспиена, многу благодарам за позитивниот одговор за кусо гостување во утринската програма. Се надевам се слушаме и гледаме. Да, ја заслушам одлично. Какви слики затекна господин Ангелов екипите во текот на ноќта? Вие бевте во дослуг со нив во текот на целата ноќ. Што се може да видат, регистрираат? За почеток би сакал само да укажам дека Центарот за управување со кризи ги примаше телефонските повици од граѓаните на бројот 112, а потоа истите ги препраќавме до надлежните институции. Значи, ние како ЦУК не учествуваме во непосредното расчистување на последиците од невремето, но имаме координативна улога. Главната работа падна врз јавните комунални предпријатија на градот Скопје и на општините, кои што можам да кажам дека успешно досега се справија со повеќето или безмалку сите последици од невремето. Како што веќе рековте, од почетокот на невремето, некаде до вечерните часови добивме повеќе од 500 повици, бидејќи бројот на повици растеше и во подоцнежните часови после невремето, и од страна на ЦУК се евидентирани 180 настани во кои што била побарана интервенција од државните служби. Во текот на ноќта надлежните служби на градот Скопје и на општините беа на терен и ги отстранија сите оние непосредни опасности за граѓаните, сите патишта, влезови во паркинзи каде што имаше паднати дрва, на неколку места и бандери се отстранети, така што градот е доведен во релативно нормална состојба до следното невреме. Господин Ангелов, граѓаните реагираат на неподготвеност на екипите да работат на терен. Вие пак велите невозможно беше да се стигне истовремено на секаде, бидејќи штети имаше низ целиот град. Какви пријави добивте досега и какви штети всушност пријавуваа граѓаните? Го знаете, нашето начело Safety First, безбедноста на граѓаните на прво место. За почеток, одлична вест е тоа што нема ниту еден загинат, ниту сериозно повреден граѓанин, но генерално повиците одеа во насока на пријавување на поплавени подруми. Знаете дека и еден од големите молови исто така беше делумно поплавен во смисол на штета, не во смисол на загрозување на човечки животи, иако кога имаме поплава, секој пат може да се појават многу сериозни ситуации со електричната инсталација. Понатаму другите повици одеа во насока на паднати дрва, повеќе од 20 на возила, ние во текот на следните неколку часа ќе имаме прецизна бројка, беа оштетени од паднати дрва, воедно и неколку паднати бандери, од кои што една во Мажари беше карактеристична, затоа што жиците од паднатата бандера допираа на самата метална ограда и дошло до усвитување на оградата, што и представуваше силно загрозување на луѓето кои што живеат на оваа локација. Но, како што веќе реков, во текот на ноќта сите вакви состојби се санирани. Ние и дополнително, после да речем првиот ударен бран, добивавме повици од граѓани во кои што пријавуваа подруми. Од страна на Дирекцијата за заштита и спасување на терен излегува повеќе тимови со пумпи за испумпување на водата, така што можам да кажам дека и неколку подруми во текот на ноќта беа целосно испразнети од водата. Според пријавите кои што ги имавте доцна попладни во текот на ноќта, во кои населени места, во кои населби беше најкритично, од каде најмногу имаше пријави? Центар, аеродром, Кисела вода. Како општини зборувам. Така. Господин Ангелов, граѓаните има реакции дека градот не бил подготвен за вакви состојби, дека чистењето на сливниците и шахтите е клучно за да не се поплавува градот. Треба ли оваа состојба да биде поука за поактивно делување на времена подготовка како на институциите, така и тука и одговорноста на граѓаните? Се работи за проблем кој што се провлекува со децении, урбанизацијата која што се случува во Скопје. Ние граѓаните ја плаќаме цената и едноставно атмосферската канализација е недоволно да ја прими целата вода кога се случуваат вакви силни невремиња, и ова е состојба која што ќе биде проблем да се надмине во следниот период.
но ќе повторам, ние како Центар за управување со кризи ги добиваме повиците од граѓаните и потоа истите ги препраќаме до надлежните институции. Градот Скопје и општините се тие кои што излегуваат на терен, но проблемот е многу подлабок, коренит и треба сериозно решавање. Овде кај нас за жал многу работи знаат да се политизират на дневна основа, но ваквите поплави во Скопје се случуваат со децении наназад. Ние сме во контакт веќе 1 час ова утро и вашиот телефон не престана да звони, па за да го заштитиме и вашето време, бидејќи имате полни раце работа и во текот на денешниот ден, сосема накусо. И за денеска од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат нестабилно време, се надеваме нема да биде со интензитет како вчерашното, но што можеме ние граѓаните да направиме за да се заштитиме себе и својот имот? Па од прилика граѓаните за почеток треба да видат оние постари дрвја, навалени, накосени дрвја кои што представуваат опасност, особено после вчерашното невреме да паднат, да ги пријават во текот на денот, за екипите на паркови зеленило истите да ги превентивно санират или евентуално отстранат, доколку некои дрва се подпрени на зид, подпрени на некоја друга подлога, исто така да бидат отстранети, затоа што на наредното невреме постои голема шанса истите да паднат и понатака да бидат внимателни со бандерите. Граѓаните кои што ќе забележат во близина на нивните живеалишта или онаму каде што се движат, исто така накосени бандери да ги пријават, бидејќи бандерите представуваат поголема опасност затоа што може да дојде до струен удар. И генерално граѓаните кои што имат проблем со поплавување на подрумите треба превентивно да делуват. Ние вчера имавме состојба, како што веќе реков, еден од најголемите молови, подрумите да бидат поплавени. Поплавата не беше сериозна, една педа вода, 10-15 сантиметри, но таква вода може да направи голема штета, а доколку дојде до спој со електричната инсталација може да ги загрози животот и здравјето на граѓаните. Затоа апелираме и до трговските центри кои што вчера има проблем, ако имаме најава за силно невреме, благовремено да ги евакуираат луѓето и да ги затворат. Господин Ангелов, сосема накусо последното прашање за денешниот разговор, чистењето на градот допрва следува. Екипите, претпоставувам, во дослуг со Центарот за управување со кризи, денеска ќе бидат во текот на целиот ден на терен. Па токму така и во текот на целата ног екипите на јавните комунални предпријатија и на градот Скопје и на општината беа на терен. Локалната самоуправа се носеше добро со проблемите во текот на ноќта. Верувам дека во текот на денешниот ден ќе бидат отстранети сите последици, како што веќе реков, се до следното силно невреме, бидејќи факт е дека секое силно невреме, сите силни породни дождови ги предизвикуваат безмалку истите последици. Со тоа што вчера имавме и доста силен ветер. Нема да ве задржуваме повеќе. Благодарам за вклучувањето во Македонија на утро и за отвореноста за соработка. До доцна во ноќта бевме на линија. Екипите на Центарот за управување со кризи секако се на располагање за граѓаните за што и да треба. Се надеваме нема да има големо невреме во текот на денешниот ден, па нема да треба дополнително. Тоа беше првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов.